ниту останативе кандидати кои што му беа конкуренти, кои што сега го слушам тој едниот која збореше ние се враќаме на корените на Асномска Македонија. Која е Асномска Македонија, бе? Булјашевиќ, која е Асномска Македонија? Која глас не пушти кога сменивте име, кога бевте спремни на бугарите да им отстапите и историја, и јазик, и наши херои, основоположници, идени творци на идната македонска држава. Вие зборите за Асномска Македонија што им дозволивте на дуи да владеат со сите нас и што сака апартхеид да уведат и што почнаа да го ведуваат. Вие сега најаноѓате да зборите за враќање на Асномска Македонија која што ја уништивте, на која што и се помочавте. Копнете, одете таму као на екскурзија, треба сега некој да ве земе, вас, и да ве однесе на гробовите, не знам, на Ченто, на Панко Брашнаров, на не знам кои сите тие што биле таму тој президиумот. Копнете малце, да видите како се превртени на стомак. Поради вас. Па уште се вреѓале луѓето. Венко. Па уште се вреѓале луѓето. Пошто сум генерализирал кога зборам за таа партија. 10 пати сум ви рекол, проблем со вас е што вие сте лошо семе. Дрво криво насадено. Затоа што повеќето, не повеќето, него сите од вашите лидери, сегашни, минати, имаат врска со црвената буржуазија. Им било возможено се во животот. Се. Но за разлика од нивните дедовци баби, не научиле уште да си ја сакаат државата и народот со кој што живеат. Само тоа не го научиле, све друго научиле. Како да како ова. Само тоа не го научиле. Како да си ја бранат државата од нивните баби и дедовци, барем знаеле што сакаат, знаеле за што се борат, се бореле, некои гинеле, некои крвареле, преживеале, па успеале да направат македонска држава со времена. За нивните внуци, пошто се чувани устаклено звоно и така гледани, да се посерат на се, затоа што се од мочка прајани, затоа што никад тешко не видели в животот, затоа што биле учени само на подместувања, трикови, бумбарски вештини и 6 други скаламуци, само за да добијат она што сакаат за лична корист, амбиција, кариера. Затоа ја кога ви велам да се само распуштите, ви го кажам тоа. Тоа поише им се обраќам на овие понормални од СДС, што ако може да ме разберат. И ако може да сватат дека си го потрошиле животот у таа партија, особено ако се бореле, ако се залагале тамо. А не можеш да не ги гледаш со презир, ако работеле за добробитта на таа партија во последниве години кога ја распродаваше сопствената држава и сопствениот народ. Како да имаш убаво мислење за нив, работеле за партијата, глас не пуштиле против, гинеле, трчале, сами кажуваат, гинев за СДС последниве години, гинев за Заев, шо добив? Си гинел за Заев, ме боли муро. Тоа не е за фалење. Ако си гинел за СДС и Заев и не знам последниве години, особено не е за фалење. Не било никад, но последниве години епте не е за фалење. Затоа велам да се само распуштите. И бидејќи вие од СДС, малце по-тесничко да ми ова, али добро ми стои. Какви силикони, јас сум за природна града.
Што сакав да ви кажам? Значи, сјебани сте у старт. Иако меѓу вас има малце попаметни што сваќаат што ви зборам, треба шо побргу да излезете од тоа озрачено дувло на предавници. Кармата ќе ви ја заебе ако останете уште ден повеќе. Веќе ви е заебана. Да ви кажам искрено, вака се изразува малце ова, како се вика ова, Буда муда филозофија, карма марма, но да знаете, учеството у предавството на својот народ и на државата ќе го платите. Не е ова рекла казала бабини деветини што ви го кажувам. Ќе го платите сериозно. Ако не вие, на вашите потомци ќе оплатат. За жал. За жал, ни криви ни должни. Затоа што имале предци кои што влегле у авантура, кај што не смееле да влезат. Видовте со каков гнев се соочивте на народот, со гневот на народот на изборите. И тоа е премногу мал за тоа што го чувствуваше тој народ. Не можевте ни да го почувствувате се до изборите. Мислевте лесно ние ова ќе го направиме. Лесно ќе го протуркаме. Малце да имавте контакт со реалноста, ќе свативте дека тоа не треба да го правите. Не смее ни да помислите да го направите. Затоа што ќе изгубите се. Затоа што никогаш повеќе нема да дојдете на власт. Затоа што ќе си ја затворите партијата која што оној демагог ваш ја нарекува слободарска била. Слободарска Жими Стојко Вранковиќ. Знаете, тој беше кошаркар. Слободарска партија. У овој момент у вашата партија, ви реков, од вашата партија у гроб се превртени сите основачи насном. И тие у президиумот, сите бе, сите. Сите не ове загинати партизани од НОП. Вие сте биле Слободарска партија, вие сте збирштина на ветрушки и збирштина на ветрушки на робови кои што плукнаа на се. Плукнаа на својот бунар, на своето огниште, на своите предци, на се. И уште барате почит. Тоа значи дека вие не разбирате големината на вашата вина, на вашата грешка. Значи, вие се уште не разбирате какво предавство направивте на својот народ и на својата држава, на своето огниште. А не разбирајќи се уште за тоа какво предавство сте направиле, тоа збори само едно, дека вие не чувствувате ни кајање. Пошто за човек да се покае, прво треба да ја свати големината на својата грешка и да рече, да, заебав, ао како заебав, ао како се каам, ао може другите ќе ми простат, ја нема никад да си опростам у живот. По тоа видов дека вие не се каете, дека вие не чувствувате вина и токму затоа вие не може да се реформирате, вие не може да направите нов почеток, вие не може да направите некое ново СДС, како што самите се само рекламиравте на овие партиски вешови беа избори. Вие сте загубени, готово, прочитани, разјебани, раздрндани од сите наоколу, а на крај и од својот народ, што го заслуживте апсолутно. И тука не е крајот, да ви кажам. Ќе ве дрндаме доека не ставите клуч на врата.
A vlast doaѓање, пак у Македонија, тоа заборавете. Заборавете. Док има атомче енергија у нас, атомче, ќе се бориме да ве дискредитираме, да ве омаловажуваме, да ве разоткриваме на секој чекор. Како фраери на батерии, неспособни и предавници. Уште е облачно. Ми пропадни дење на базен, драги мои. Тоа ќе се бувме в када. Филипче. Ајде, отидов во када. Оти имам уште нада.